Да го вулгаризираме процесот и да го сведеме на избор, имате три платформи кои што моментално се борат во фото-финиш на парламентарна кампања. Првата платформа е тиранска платформа, зад која стојат необалистички партии на албанското малцинство, без оглед дали е ДУ и дали е коалиција вреди, тоа е еден ист концепт кој што води кон иредентизам и разградување на државата. Втората платформа е софиска платформа, зад која што стојат македонските бурџујски партии, во моментов тоа се СДС и ДПМН, и третата која ние денес јавно ја обзнанивме, тоа е македонска платформа во 5 точки за зачувување на територијалниот интегритет, суверенитет, унитарноста и државните инсигнии. Тоа е изборот на граѓаните, како тие ќе изберат зависи од нив. Ние очекуваме двоцифрен број пратеници од 8 до 12, без кој што нема да може да се формира идната влада, односно очекуваме да паднат под 50 пратеника, а СДС очекувавме првично под 30, меѓутоа процесот на пасокизација кој што ние го најавувавме години наназад, еве евидентно се случува и очекуваме тие да паднат под 20 пратеника, така што ќе следува турбулентен период. Договорено е внесување бугари во устав во првите 100 дена, единствени кои стојат против отворено сме ние и затоа апелираме граѓаните да гласаат за левица и да заокружат број 5. Ви благодарам. Оптимистички 8 до 12 пратеници? Да. Што доколку вашите пратеници се клучат идната влада? Во тој случај ќе коалицираме со тој што ќе не понуди, бидејќи очигледно јас нема да бидам мандатар, меѓутоа ќе коалицираме врз основа на македонската платформа, која што денес ја обзнанивме. Тоа е многу едноставна, во 5 точки со цел зачувување на основските републикански корени на оваа држава, без федерализација, без кантонизација, без илегална двојазичност, без бугари во устав, без сведување на македонскиот конститутивен народ на ниво на етничка заедница. За тие принципи сме спремни да разговараме со било кого. Мисковски синоќа порача дека Битола ќе биде високо во фокусот на вниманието. Како вие гледате на Битола? Битола за прв пат ќе го даде првиот пратеник на левица од петата изборна единица, односно пратеничка, тоа е нашиот генерален секретар Јована Мојсовска, која веќе од 9 мај ќе ја славиме како првата жена пратеничка на нашата партија. Колку очекувате гласови ако не е тај? Па очекуваме од 80 до 120.000, зависно од излезноста. Секогаш статистички парламентарните избори се поголема излезност од претседателските. Сега имавме излезност од 48%, очекуваме за 10% можеби повеќе, така што од 55 до 60 излезност. На таа излезност тогаш гласаат проопозицијски, односно гласаат неопределените, каде што ние црпиме од околу 100.000 гласови кои претходно веќе не биле излезени, така што шансите се солидни. Рейтингот е тој, нашата работа во парламентот покажа дека сме безкомпромисни борци и тоа е нашиот адут, тоа што сме неподмитливи и мислам дека народот конечно ќе се освести и ќе даде двоцифрен број пратеници на левица.